Добар ден, да ги поздравам сите колеги советници, општинската администрација, секретарот на општината, директорите на јавните предпријатија и секако новинарите кои секогаш се тука да ја пренесуваат оваа седница интегрално до сите граѓани на општина Куманово. За денешната седница по завршената координација, 65-та седница на Советот на општина Куманово. До сите имаме доставено дневен ред. Оваа седница ќе се одржи денеска на 19 април 2017 година среда во кружната сала на зградата на пронешните општествено-политички организации во 10 часот и 20 минути. Дневниот ред го имате добиено сите колеги. Овој дневен ред исто така беше предложен до координативното тело при Советот на општина Куманово и еве сега е денеска пред вас. Ќе отворам расправа по дневниот ред за да можеме да пристапиме кон утврдување на истиот. Повелете, дали некој бара збор? Повелете, колегата Ашмет Османовски, имате збор. Благодарам председателе. Со оглед дека раководителот и помошник раководител се тука присутни од секторот за образование и култура, дека во периодот кој е пред нас, мај-јуни, ќе започне упис на првачиња во основните училишта, па предлагам на оваа точка, предлага и пред тоа еве 4 години никако да се усвои, одлука за измена и дополна на реонизација во општина Куманово. Со што ќе направиме еден добар гест кон ромската заедница на оние кои живеат во местноста Средорек, да децата бидат запишани во најблиското основно училиште. Бидејќи родителите се соочуваат со проблеми, ќе треба да ги носат дечињата од 6 годишна возраст, да ги преминуваат преку 2 булевара, преку 2-3 улици и затоа имаме се помал број на запишани ученици и осипување во основните училишта од ромската заедница. Затоа предлагам оваа точка денеска да биде на дневен ред и барам поддршка и од советниците. Ви благодарам. Ве молам, ако може да ја дефинирате само точно точката. Предлог одлука за измена и дополна на реонизација од 1972 година. Ви благодарам. Ви благодарам и на вас. Дали некој друг бара збор? Бидејќи никој друг не бара збор, одиме првим со предлогот на колегата Османовски, кој даде конкретен предлог одлука за измени и дополна за реонизација на општина Куманово. Бидејќи еве имаме конкретен предлог, минатата година и разгледувавме една ваква точка, значи не е дека не сме разгледували, имаше од општината Куманово од службите доставено и материјал по кој тогаш работевме. Еве сега први да дадам збор до раководителот на секторот, дали можат сега да дадат одговор на дали би било прифатлива за ваква точка или ќе се остави за некоја од следниве седници со изготвен материјал. Повелете, господинот Крстевски. Благодарам председателе, почитувани присутни. Ова точка, како што веќе спомна председателот, беше како точка разгледана на една од седниците минатата година, исто на ваше барање, односно се изврши усогласување на постоечката одлука за реонизација со измените и дополнувањата што се направени во последните 20 години. И тогаш реков и сега повторно ќе кажам дека не се создадени нови услови кои би биле причина за нова реонизација за запишување на учениците во основно образование, така да мислам дека ќе се повторуваме со исти податоци, со исти заклучоци. Меѓутоа, на оваа седница да разговараме за ова прашање, воопшто не сум спремен, јас можеби да не бидам присутен на оваа седница сега, па да не го чуете ова што ќе ви го кажам. Мислам дека нема потреба од информација која ради сите
okolnosti što bi предизвикале потреба од измена на реонизацијата, ние немаме никаква промена во однос на она што го констатиравме во минатата година кога беше на дневен ред оваа точка. Така да јас во моментот не сум да се дискутира и расправа по оваа точка што е на предлог од советникот, а и информацијата е таа. И да донесете заклучок да се направи, ќе ви биде понудена истата информација што имавте минатата година. Ви благодарам. Дали останувате на точката? Повелете колегата Османовски. Почитувам председателе, вистината е таа дека јас поднесов писмено барање до вас за ставање на таа точка. Беше ставена. Меѓутоа, не беше ставена таа што барав, што беше наведено во точката. Дискутиравте за најинфрешери, реонизација во тој реон. Не дискутиравте за местноста Средорека. И вие, почитуван раководителе, повеќе од 8 години не сте спремен да разговарате за ова реонизација на делот местноста Средорека. Повеќе од 8 години го барам ова од вас. Вие не сте спремен. Како, почитувам председател, останувам на тоа како 17-та точка да иде. Најверојатно ќе биде спремен секторот. Ви благодарам. Ви благодарам. Дали има некој друг по дневниот ред? Бидејќи немаме веќе пријавено колеги советници по дневниот ред, одиме првин по предлогот од колегата Османовски. Предлог одлука за измени и дополна за реонизација на општина Куманово. Повелете да се произнесеме првин по овој предлог. Добро. Он такој го предлага. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 31 колеги советник, од кои 13 за, 2 против и воздржани 16. Констатирам дека овој предлог на колегата Османовски не е прифатен да биде составен дел од овој дневен ред. Барам поединечно гласање, почитувам председател. Ви молам поддршка од 5 мина колеги советници. Ви благодарам. Службите да изведат поединечно изјаснување. Повелете. Снежана Захариева, воздржан. Зоран Маневски, воздржан. Ивица Костовски, воздржан. Александар Петров, воздржан. Валентина Мицич, воздржан. Александар Арсич, воздржан. Младен Давидович, воздржан. Драгица Велковска, воздржан. Бранко Бојковски, воздржан. Оливер Стојмановски, воздржан. Сунчица Јосифова, воздржан. Самет Салиевски, воздржан. Драган Петковски, за. Валентина Јовановска, за. Борислав Додевски, за. Златка Божиновска, за. Бобан Јакимовиќ, за. Ашмет Османовски, за. Саша Николич, за. Ивана Јакимовска, одсутна е. Тони Трајковски, за. Мирослав Стојановски, за. Јовица Станковски, за. Христина Краиновиќ, за. Ридвана Сани, воздржан. Перис Дервиши, воздржан. Влора Имери, воздржан. Скендер Али, воздржан. Драги Караджински, за. Душица Сизовска Јовановиќ, воздржан. Бесник Мемети, за. Фитор Сефери, за. Зенон Исмаили, воздржан.
Ви благодарам. Вкупно се произнесоа на поименично изјаснување 32 советници, од кои 14 за, против нема, 18 воздржани. Констатирам дека ова точка нема да биде како составен дел од денешниот дневен ред. Одиме со предлогот од денешниот дневен ред со 16 точки кои ги имате добиено пред вас како материјал. Повелете да се произнесеме по дневниот ред. Може ли ще да подадем? Повторно? Повторно може ли? Се извинувам, имаме технички проблеми со гласањето. Малку пауза. Ќе мора да го повториме гласањето по дневниот ред. Може да почнеме со произнесувањето по дневниот ред, повелете. Гласањето е во тек. Во ред, службите нека ги тргнат потешкотиите во системот, одиме со поединечно изјаснување со кревање на рака. Одиме по ред, значи првин одиме гласаме кој е за предложениот дневен ред со кревање рака, ве молам. Колку имаме со кревање рака, ве молам? 29 колеги за. Повелете кој е против дневниот ред? 1. Кој е воздржан? Воздржани нема. Констатирам дека дневниот ред за денешната седница е усвоен. Одиме со првин со усвојување на записникот од 64-та седница на Советот на општина Куманово. Сите го имаме добиено записникот. Повелете, отворам расправа по записникот. Дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, одиме со произнесување. Дали можеме со електронско гласање? Не може. Одиме повторно со произнесување рачно гласање. Кој е за записникот од 64-та седница на Советот на општина Куманово? Повелете со кој е за да крене рака. Констатирам дека 30 колеги советници гласа за. Повелете кој е против? Нема. Кој е воздржан? Нема. Констатирам дека со 30 гласа за е усвоен записникот од 64-та седница на Советот на општина Куманово. Започнуваме по дневниот ред. Прва точка, извештај за реализација на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2016 година и сродна со неа точка е предлог програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2017 година. Предлагам на Советот да води заедничка материјална расправа по овие две точки, а поединачно да се произнесе по истите. Повелете кој е за овој предлог со кревање на рака.
27 за, 29 за, кој е против? Нема, воздржани? Нема. Констатирам дека Советот ќе води заедничка материјална расправа по првата и втората точка. Повелете, отворам расправа по првите две точки. Кој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, по првите две точки одиме со поединачно произнесување по истите. Извештај за реализација на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2016 година. Тука ни и раководителот на секторот. Повелете да се произнесеме кој е за. Вање на рак. Деветнаесет за, ве молам кој е против? Против нема, воздржани? Дванаесет. Констатирам дека извештајот за реализација на програмата за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2016 година е усвоен. Одиме со произнесување по втората точка, предлог програма за работа во областа на располагањето со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2017 година. Ве молам со кревање на рака, кој е за? Деветнаесет за, ве молам кој е против? Нема против, воздржани? Ви благодарам. Констатирам дека предлог програмата е усвоена за работа во областа на располагање со градежно земјиште во сопственост на Република Македонија на подрачјето на општина Куманово за 2017 година со 19 гласа за, против нема, воздржани 12. Одиме со третата точка, предлог стратешки план за подобрување на меѓукултурно разбирање во општина Куманово. Тука ни е представникот Цоки Ристовски. Повелете кој бара збор по оваа точка. Повелете, господјата Драгица Велковска побара збор. Имате збор, Благодарам, повелете. председателе. Поздрав до сите присутни. Вчера, на 19.4. Комисија за еднакви можности меѓу мажите и жените одржа седница на која беше разгледан предлогот и едногласно беше усвоен. Затоа му предлага на Советот да биде прифатен. Додатни прашања кои имате, тука е координаторот, нашиот координатор Цоки Ристевски, ќе ви одговори на прашањата. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете, следна за збор се јави господинот Станковски. Повелете, имате збор. Почитувам председателе, почитувани колеги советници, представници на локалната администрација и медиуми. Ја прочитав внимателно оваа стратегија за подобрување на културно разбирање во општина Куманово. Имам повеќе забелешки, но една општа забелешка би била дека се работи за еден документ кој е добар како концепт, кој поставува диагнози на состојби, но не нуди конкретни решенија. Си има впечаток како да е препишан, тоа да е некој препишан документ од некоја невладина организација, не водејќи сметка дека она што се можностите на невладините организации не се исти со ингеренции на општината. Така да овој документ содржи повеќе критики на сопствена сметка на општината, ако е општински документ, од оние што ние овдека во рамките на оваа точка на дневниот ред би можеле да ги искажеме. Во него има точни диагнози
за тоа што би требало да се направи, па има насоки што треба да се направи, но нигде не пишува што е направено, што општината конкретно направила на овој план. Пишува само дека многу работи не се исполнети и тоа работи кои се во надлежност на општината. Така се замера на недоволно учество на општината во насоки на промовирање на етничкиот соживот на локално ниво, дека недоволно се користат потенцијали кои може да допринесат за поголемо меѓуетничко разбирање. Се напоменува, зборуваме за она нели што пишува во документот, се напоменува дека во општината има повеќе активни граѓански организации од областа на спортот и културата, со кои општината има релативно добра соработка, што е точно, дека има невладини организации кои меѓу другото се занимаваат и со оваа проблематика, но недостасуваат проекти, значи, за од областа на мултикултурализмот, тоест нема реализирано такви проекти, дека нема планови за промоција на мултикултурализмот во областа на образованието, ами све се сведува на прифаќање на иницијативите од граѓанскиот сектор и така натаму. Изготвувачот на стратегијата дури самиот признава, еве да цитирам што признава на страна 12, ќе цитирам, по завршување на стратегијата за развој на образованието на општината Куманово во 2011-2016 година не се превземени активности за анализа на остварените резултати и дефинирање на нови стратешки приоритети во наредниот период и така натаму. Мислам дека ова е малку несериозен однос, зашто во актуелниот момент на политичка криза ни треба една добро осмислена стратегија, со многу поголемо учество на општината во реализација на конкретни активности, во реализација на мултикултурализмот, во кој ќе учествуваат сите етнички заедници кои живеат на територијата на Куманово. Не само да се сведе се на некое формално поддржување, да се дадат некои минимални средства на културно-уметничко друштво Руши Чекири да направи концерт, или да се ветат па да не се дадат средства за прослава на српскиот празник Свети Сава и така натаму. Исто така не држат оправдувањето дека она комисија за односи со меѓуетничките заедници нема финансиски и човечки капацитети, затоа што финансиските средства можеме ние да ги предвидиме во составот на буџетот нели на општината, а за човечките капацитети ние мислам дека составот на комисија доаѓа на одобрување на ова тело и така да тоа се решливи проблеми. Ако можеме да доведеме скапи пејачи за некои прослави и можат хитно да се најдат пари и поголеми суми, значи за вакви активности, сметам дека може да се најдат пари и за активности на комисијата и на другите организации од невладиниот сектор, за кои реков дека некои навистина успешно се занимаваат со оваа проблематика. На крај сметам дека за заекнување на мултикултурното разбирање во општината, за заекнување на соживотот и толеранцијата, многу е важно да имаме образован кадар во сферата на образованието. Тие луѓе би зеле активно учество во разни дебати и други активности, со кои би се унапредувало мултикултурното разбирање во општината. Тие со примери од подалечното или сегашното време, примери кои зборуваат за толеранција и соживот, би ја воспитувале помладата генерација во духот на соживот и толеранција. Такви луѓе имаме и би требало да бидат искористени. Еве на крајот, споменам само еден пример, на крајот на верскиот празник наш, значи на христијаните, Великден, гледавме слики со пренос од
црквата, една од најсветите христијански места, црквата на Светиот гроб во Ерусалим. Малку се знае дека оваа црква преживеала во облик каков е денес, благодарејќи му на гестот на еден голем муслимански војсководец, кој во почет во првата половина на 7. век го освојува Ерусалим. Тоа е калифот Омар, вториот наследник на пророкот Мухамед, кој доаѓајќи пред Ерусалим бил дочекан од патриархот. Патриарх е, за оние кои не знаат, тоа е врховен заповедник на една црква, кој го замолил да им го поштеди животот на жителите на Ерусалим. Овој тоа го направил, па го замолил тогаш тој патриархот да му ги покаже светите места. И кога дошле на местото каде што е сега, значи оваа црква, црквата на Светиот гроб, му дошло време за молитва на калифот, тој тогаш го прашал патриархот каде да се помоли. Патриархот му рекол, еве можеш во црквата. Омар размислил малку, па рекол, не, овдека не сакам да се помолам, затоа што утре ќе му текне на некој од моите муслимани дека овдека се молел калифот Омар, па ќе ја сруши оваа црква и ќе направи џамија. Тоа што си го зел, она чергичето, излегол, се оддалечил од црквата и таму ја извршил својата молитва. И навистина тоа место, каде што тој се помолил, сега се наоѓа Омаровата џамија. Значи, вакви примери на соживот од подалечно и по блиското минато има многу, тие треба, има луѓе кои тие ги знаат, тие треба низ образовниот процес да се потенцираат, да се каже, да им се каже на тие луѓе кои обично тоа се млада генерација, кои не знаат дека сите соништа за големи чисти етнички држави барем во последните години завршиле трагично и така, значи да со примери од практични примери, не со значи празни дебати, не знам. Тоа е добро исто да има нели манифестации од културен карактер, секакви манифестации, интегрирано образование и така натаму, меѓутоа треба да има и конкретни примери со кои ќе се воспитува младата генерација на соживот, мултикултурализам и толеранција. Благодарам. Благодарам и на вас. Кој друг бара збор? Повелете, господинот Ристовски побара збор. Почитувани советници, општина Куманово е мултикултурна и мултиетничка средина. Има обврска да ја развива меѓу добрососедските и меѓуетничките односи во самата локална самоуправа. Врз основа нови законски обврски и врз основа на соработката на општина Куманово со повеќе невладени организации, а во овој случај со конкретно со невладената организација АДИ, беше вклучена во изработка на една ваква стратегија која што ќе ги подобри меѓукултурните и меѓуетничките односи во општина Куманово. Советникот во своето излагање кажа, нормално, и ние општината, и вие самите советници треба да бидеме, и самите, и администрацијата, и советниците, и самокритични. Нешто во општината во изминатиот период не е било добро, или може да се подобри, треба да се наведе во стратегијата. И мислам дека тоа ништо не е лошо, што е напишано дека каква е моменталната состојба во општина Куманово и што се планира со оваа стратегија. Иначе оваа стратегија е, стратегијата е со акционен план и на крајот во акциониот план постои неколку делови области каде што ќе требаат во наредниот период општината да преземе одредени активности и мерки за подобрување на меѓукултурното разбирање во самата општина. Да не заборавам, сакам да кажам дека во ноември месец представниците на локалната самоуправа со советниците од Комисијата за еднакви односи и од Комисијата за односите меѓу заедниците, кои што се исто така избрани од Советот,
дебатира, разговараа 2 дена на една работилница семинар и од тоа произлезе овој стратешки план. Значи, овој стратешки план не го напиша сам координаторот или некоја невладена организација, него од повеќе области и представници дебатиравме 2 дена и од тоа што го разговаравме таму и што го предложивме, излезе стратешкиот план. Во февруар месец имавме уште една средба, каде што направивме одредени корекции или забелишки кои што ги имавме и ова произлезе финална верзија. Што се однесува до спомна советникот образованието. Образованието значи имало една стратешка програма, план, каде што нели од 2016 до 2016 година, таму врз основа на законот, че општината во нареден период ќе изработи сигурно уште друга стратешка планов за образование, но во делот на образованието во акциониот план се предвидуваат одредени активности за разбирањето или на созближувањето на самите ученици од различни етнички заедници. Во за медиумите овде, како сте претпоставено сте прочитали, значи оние што го спомнате дебатите, значи стручните лица да ги дискутираат или да отвараат теми за меѓу соживотот во општина Куманово, е предвидено нели со радио или ТВ емисии да се отвараат овие прашања за да дојдеме до до поголем степен на меѓукултурното разбирање. Затоа мислам дека стратегијата е солидна или добра, секогаш има простор можеби да се направи или нешто да се подобри и дека во акциониот план каде што се предвидуваат одредени активности во наредните 4 години, каде што одредени пишуваме донатори, односно од кои финансиски средства тие активности ќе се финансираат, каде што пишуваме општина и пишуваме донатори, тоа се пресебе мислуваат на оние фондови од Европската унија каде што стојат на располагање, а општината врз основа на овој усвоен акционен план од страна на Советот на општина Куманово може заедно со одредени владени организации да аплицира или да поднесува барање до овие фондови за реализирање на овие за активностите кои што ќе го подобрат меѓукултурното разбирање. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Повелете контрареплика, господин Станковски. Јас не реков дека стратегијата и акциониот план се лоши, значи тие се добри. И исто така ги пофалив невладините организации, меѓу кои има една извонредна невладина организација, мислам дека се вика Центар за интеркултурен диалог, и тие се за секоја пофалба, меѓутоа мислам дека они одат многу напред пред општината и дека општината треба да се потруди да ги прати поактивно. Не може да предвиди тамо, вели, се предвидува за 4 години најмалку една дебата, а извори на средства од општина и од спонзори. Па за една дебата ќе бараме средства од спонзори. Значи, зборот ми беше целата дискусија дека општината треба поактивно да се вклучи и, пак ќе кажем, да ги прати некои невладини организации кои многу добро работат на оваа проблематика. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Следен за збор господин Османовски. Реплика кон помошник раководителот на секторот. Добро, тој даваше образложение, значи реплика, повелете. Почитуван помошник раководител Ристевски, спомнавте 2 дена комисијата седеше не знам каде таму и резултат е овој стратешки план. Која комисија ве прашува? Комисија за односи меѓу заедниците, па таа не функционира. Повеќе од 2007-2008 година таа комисија не функционира. Таму го имате промена на преседател, Мики Таири беше, се смени Ќазимовски стана, тоа се собра еднаш и толку. Тука завршува функцијата на таа комисија, која требаше најповеќе да работи. Нема свој буџет, општината не ги финансира и сега ни кажувате некоја донаторска конференција на која беви јас во Рим Парис. Овде беше, дојде од комисијата двајца. Од Влашката заедница и не знам, Ќазимовски беше надвор од државата. Која комисија? Вако план може да донесе? Двајца, тројца? Или на ваше барање им сервиравте на тие двајца, се подпиша и дојде овде пред нас во Советот? Ви благодарам.
Благодарам и на вас. Повелете одговор, господин Ристовски. Благодарам. Значи, лошо погрешно да не се разбереме. Значи, кога реков дека бевме на работилница или семинар, каде што разговаравме за меѓукултурното и меѓуетничкото разбирање во општина Куманово, имаше тројца представници од Комисијата за односи меѓу заедниците. Тројца представници од Комисијата за еднакви можности на жените и мажите, тројца представници од локалната самоуправа, од редовите на државни служници на локална самоуправа и од образованието. Значи, тоа беше составот кој што беше. Значи, јас не зборав и не кажав дека една комисија заседавала, него од неколку комисии од различити области имаше работилница, каде што од таа работилница произлезе овој материјал. Ви благодарам и на вас. Повелете кој друг бара збор по оваа точка. Констатирам дека веќе никој не бара збор, бидејќи уредите за произнесување, за гласање се во ред. Ќе пробаме овој пат со гласање електронско. Повелете да се произнесеме по третата точка од дневниот ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 28 колеги советници, 28 за, против нема, воздржан нема. Констатирам дека Советот го усвои стратешкиот план за подобрување на меѓукултурното разбирање во општина Куманово. Одиме со четврта точка од денешниот дневен ред, тоа ни е предлог одлука за давање на согласност на годишен план за вработување за 2017 година на ЈП Водовод Куманово. Тука ни е директорот господинот Стојковски. Повелете, отворам расправа по оваа точка. Кој бара збор? Повелете, господинот Ридван Асани. Благодарам, председателе. Јас ќе бидам краток, значи до предлагачот на точката, до директорот на јавното предпријатие. Од бројките што ги гледаме во табелата, нови вработувања што се предлагат за оваа календарска година, значи би ве замолил по детална информација околу поделбата на овие вработувања, како се предвидени за пропорционалната стапеност врз основа на балансерот со проценти колку моментално се вработени од етничките заедници и планирањата за оваа календарска година. 29 се предвидени, поделбата не можам да ја разбирам, значи суштината на оваа поделба врз основа на што е направена. За ова сакам да прашувам. Благодарам. Јупам дерит за 30. Бидејќи друг не бара збор, повелете господинот Стојковски за одговор. Благодарам. Почитувани присутни, значи согласно закон за вработени во јавен сектор, раководител на институцијата има обврска да ги планира вработувањата на административните службеници врз основа на методологија за вработување утврдена во самиот закон. Значи, по добивање од страна на Министерство за информатичко општество и администрација, значи на согласност на актот за внатрешна организација и за актот за систематизација на работни места, раководителот мора да ги предвиди вработувањата за идната година. Овие вработувања кои што се на предмет на предлог за вработување за оваа година, воглавном се работи за вработени во ЈП Водовод кои што се повеќе од 5 години по договор за дело. Значи 9 месец 2013 година во ЈП Водовод имаше 252 вработени со решение и 64 вработени со договор за дело, односно преку Агенција за вработување.
ова година, 2017, имаме 217 со решение за вработување и 40 со преку агенција за вработување. Значи, во самата табела ви се стриктно наредени, значи, на кои работни места ќе бидат примени луѓето кои што планираме да ги вработиме нормално, ако ни дозволи Министерство за информатичко општество и администрација. Чисто за ваша информација, го имавме тој во извештајот за работа, работна единица оператива, која што се грижи за санирање на сите постдефектни работи, значи од кога ќе се санира дефектот потрупување со песок, асфалтирање и така натаму, на територија на цело Куманово работи со 6 вработени и 8 по договор за дело, и навистина имаме потреба од вакви вработувања. Националната припадност, значи исто така е запазена, затоа што имаме и од инспекции и од Министерство за локална самоуправа редовни, значи, контроли, на кои што не се укажува за националната застапеност. Така да, кога ќе го поднесеме предлогот за вработување до Министерство за информатичко општество и администрација, ако има евентуално укажување за национална припадност, тоа укажување ќе биде комплетно прифатено и ќе биде постапено по него. Благодарам. Ви благодарам и на вас. Кој друг бара збор? Бидејќи никој повеќе не бара збор, ја ставам оваа точка на изјаснување. Повелете да се произнесеме по 4-та точка. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 27 колеги советници, за 17, 1 против, воздржани 9. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за давање согласност на годишен план за вработување за 2017 година на јавното предпријатие Водовод Куманово. Одиме со наредната точка, подреден број 5, предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување за 2017 година на ЈП Куманово Газ Куманово. Тука ни е директорот на ова предпријатие, господин Петровски. Повелете, отворам расправа. Кој бара збор? Бидејќи никој не бара збор по оваа точка, ве молам да се произнесеме по точката. Повелете. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 28 колеги советници, 17 за, против нема, воздржани 11. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за давање согласност на годишен план за вработување за 2017 година на јавното предпријатие Куманово Газ Куманово. Одиме со наредната 6-та точка од денешниот дневен ред. Предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година во јавната општинска установа за деца детска градинка Ангел Шајче Куманово. Тука ни е директорката господјата Алексовска. Повелете, отворам расправа по оваа точка. Повелете, господинот Ридван Асани побара збор. Фалиндеја кретор. Благодарам, председателе. Истото прашање и за директорката на градинката. Станува збор за 2018, а ние минатава седница го поминавме план за 2017. За 2018 е програмата, а во табелата што ја гледам, се гледа бројот, поделбата 21, но ново вработување, а не се определени по етнички заедници, имајќи ја предвид процентот дека има само еден албанец вработен, дали ова некоја техничка грешка или ова ќе биде предвидено за вработување на
во оваа година. Благодарам. Дали некој друг бара збор по точката? Бидејќи друг не побара збор по оваа точка, збори давам на директорката. Повелете, директорки, имате збор. Почитуван председателе, почитувани советници, општинска администрација, во врска со прашањето, би сакала да одговорам, ова се дискутираше и на комисијата вчера што ја имавме. Од кои причини денеска го донесуваме годишниот план за вработување за 2018 година. Согласно законот, планот се донесува најдоцна до 31 март тековната година за наредната година. Меѓутоа, минатата седница го донесовте за 2017 не од причина што ние доцниме, туку што законодавецот многу подоцна ја донесе методологијата. Таа беше донесена после 31 март 2016 година и од тие причини, бидејќи е почеток на оваа работа, нова што ја работиме со донесување на годишен план за вработување, кој што треба да биде направен врз основа на методологијата изготвена од страна на МИОА. Тој план, методологија беше, како што реков, донесена подоцна и затоа, наместо да биде донесена минатата година, за 2017 година за доцнување на законодавецот, ние моравме сега да го донесеме. Меѓутоа, оваа година, до 31 март, уредно донесовме годишен план за вработување за 2018 година, која што треба да ја добиеме согласност од ваша страна, од Министерството, дури потоа од МИОА. Сепак, ова е годишен план и тоа не е сигурна реализација. Меѓутоа, на советникот, господинот Ридван, би сакала да објаснам да во овој годишен план за вработување се ставени само администрација и техничкиот персонал. Може би некој ќе бидете во забуна, ќе каже само толку или има вработени, бидејќи носителите на дејност, воспитувачите, негователите и стручните работници, тие подлежат на Законот за заштита на деца. Додека администрацијата и техничкиот персонал се ставени во овој годишен план за вработување. Така да во балансерот е ставен, само за оваа структура кој го има изфрлено балансерот, меѓутоа за преостанатите носители на дејност вработувањата се одвиваат, се реализираат согласно Законот за заштита на деца. Ви благодарам, ве молам само да го исклучите микрофонот. Реплика, господин Атасани, повелете. Микрофонин реплик за Триасани. Благодарам за информацијата што ја добивме од вас, но не ми одговоривте конкретно во прашањето, без разлика што станува збор за администрацијата, тука се предвидени 21 вработување, кои сите се македонци. Кој е ефектот на балансерот за другите етнички заедници кои ќе се опфатат во администрацијата? Ова не ми одговоривте. 21 вработување, а од тие 21 вработување, ниту едно не припаѓа на другите етнички заедници, освен на македонската. Говорот. Вака, бидејќи сега пред една недела го донесовме за 2017. Повторувам, тоа е план. Ние не знаеме дали ќе се реализира до крајот на годината. Истата бројка ја ставаме и за 2018 година. Балансерот има изфрлено, мислам во самиот план за вработување, имаме, во администрација само еден човек ќе замине и само на тоа место, можеме да го пополниме тоа работно место. А другите работни места во самиот план си стои дека се за техничкиот персонал, за чувари и за хигиеничари. Повелете до објаснување. До објаснување. Уште еднаш да бидам појасен.
Не станува збор тука дали тие се чувари или друг технички персонал. Без разлика на ова. Не зборувам за 2017 година, таму е направено, балансирано по проценти со националната припадност. Без разлика дека е план за 2018. Дали ќе се вработат или нема да се вработат, тоа е друг проблем. Мене ме интересира конкретно од ова 21 бројка. Зошто не е зачувано застапеноста на другите етникуми и не е почитуван балансерот како што предвидува да се вработат сите етнички заедници во Куманово, како планот за 2017, како другите предпријатија што ги поминавме и во ова, зашто не сте предвидени тие? Благодарам. Благодарам повторно одговор конкретно за прашањето на советникот, ве молам. Бидејќи во исто време ги дадовме, ние ги така по препорака од дивна страна ги ставивме 21 и во 2017 и во 2018 е така, меѓутоа балансерот што е исфрлен од МИОА пишува 6 македонци, албанци 10, роми 2, срби 3, останати 5 и вкупниот број на тие што ги имаме во годишниот план 21, така се распоредени. МИОА се води спрема балансерот што тој го има исфрлено. И спрема тоа ќе ни дава согласности. Ви благодарам. Нека прашај. Поверете, за прашање, за збор се јави господјата Имери, повелете. Па е веган. Па имам. Поздрав до сите присутни и до директорката. Бидејќи спомна и Ридван во врска со ова, ние би сакале и би прашуваме зашто тука во табелата не е презентирана, ако не, дали ќе може во тек на денот да се поправи ова, да се повлече точката и ова да се презентира тука во табеларот во текот на денот. Благодарам. Ви благодарам, повелете директорката. Почитувам председателе, балансерот е пред мене, од кои причини не е доставен до советниците тука и процентуално дадено во самиот балансер што е даден од МИОА. Јас можам, мислам, ако дозволите, да го ископираме и да го доставам до сите. Балансерот е пред мене. Има и застапено за сите работи. За сите етникуми кои колку треба да бидат застапени. Ви благодарам, директорке. За збор се јави координаторот на советничката група, господин Давидовиќ, повелете. Барам 5 минути пауза. Ви благодарам. За да се ископира Побарање на балансерот. Координаторот на советничката група на СДСМ и коалицијата, 5 минути пауза. Добро, може да започнеме со работа. Стигнаа материјалите кои беа побарани од советниците на разгледување. Бидејќи имаше технички пропуст, почнуваме со работа. Погледнете ги материјалите, дали некој бара збор по оваа точка. Го поздравам и присуството на градоначалникот на оваа седница.
Dobro ги разгледаме материалите. За збор се јави господја Имери, повелете. И фалимдерит за 3 кресу. Благодарам, господине председателе. Сега се е во ред, бидејќи имаме и материјали. Иако знаеме дека тоа беше технички пропуст, но го гледаме како сходно да имаме и побарани материјали и нормално дека ќе ја поддржиме точката. Благодарам. Благодарам. Кој друг бара збор по оваа точка? Бидејќи никој друг не побара збор по точкава, ве молам да се произнесеме по 6-та точка од дневниот ред предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување за 2018 година во јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 31 колега советник, 20 за, против нема, 11 воздржани. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за давање согласност на годишниот план за вработување за 2018 година во јавната општинска установа за деца, детска градинка Ангел Шајче Куманово. Поминуваме на 7-та точка по ред, предлог одлука за давање согласност на годишен план за вработување за 2017 година во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто. Тука ни е директорот Джемалједин Неджипи, го поздравувам неговото присуство. Повелете, отварам расправа по оваа точка од дневниот ред. Кој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ја ставам точката на изјаснување. Повелете да се произнесеме по 7-та точка од дневниот ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 32 колеги советници, 19 за, против нема, 13 воздржани. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за давање согласност на годишен план за вработување за 2017 година во јавната општинска установа Дом за стари лица Зафир Сајто Куманово. Сега ни се точките од урбанизмот, тука ни е раководителот на секторот. Точка од 8 до 15, бидејќи имаат сродна содржина, предлагам да води Советот заедничка материјална расправа по истите, а да се произнесеме поединачно. Повелете кој е за овој предлог. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 29 советници, 29 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот ќе води заедничка материјална расправа на точките од реден број 8 до реден број 15, а поединачно ќе се произнесе по истите. Повелете, отварам расправа по точките. Кој бара збор? Бидејќи никој не побара збор, ве молам да се одиме со произнесување. Првин да се произнесеме по точката под реден број 8. Тоа е предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација на катастарска парцела 131/6, местноста викана Турски кладенец, катастарска општина Горњо Којнаре, општина Куманово. Повелете да се произнесеме.
Ви благодарам. Вкупно се произнесува 30 советника, 30 за, против, воздржан нема. Со тоа констатирам дека Советот ја усвои одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 131/6, местноста викана Турски кладенец, катастарска општина Горњо Којнаре, општина Куманово. Одиме со 9-та точка, предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 926, местноста викано Река, катастарска општина Орашец, општина Куманово. Повелете да се произнесеме. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 27 советници, 27 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 926, местноста викано Река, катастарска општина Орашец, општина Куманово. Одиме со наредната точка, реден број 10, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2398/1, 2403, местноста викано Поток, катастарска општина Винце, општина Куманово. Повелете да се произнесеме по точката. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 29 советника, 29 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2398/1, 2403, местноста викана Поток, катастарска општина Винце, општина Куманово. Одиме со точка број 11, предлог одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2715/10, местоста викано Пуковско, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Повелете да се произнесеме по оваа точка. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 28 колеги советници, 28 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 2715/10, местноста викано Пуковско, катастарска општина Куманово, општина Куманово. Одиме под реден број 12, предлог одлука за утврдување потреба од донесување урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 4235, местноста викано Дрење, катастарска општина Четирце, општина Куманово. Повелете да се произнесеме по точката. Ви благодарам. Вкупно се произнесува 29 колеги советници, 29 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот донесе одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 4235, местноста викано Дрење, катастарска општина Четирце од општина Куманово. Одиме со наредната точка од денешниот дневен ред, тоа е 13-та точка, предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 4253/1, местноста викано Арапов кладенец, катастарска општина Куманово, Вон град, општина Куманово. Повелете да се произнесеме.
Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 28 советници, 28 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 4253/1, местноста викано Арапов Кладенец, катастарска општина Куманово, вон градски реон, општина Куманово. Одиме со наредната точка подреден број 14. Предлог одлука за утврдување потреба од донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1103 и за дел од катастарска парцела 5058, местноста викано Поток, катастарска општина Орашец, општина Куманово. Повелете да се произнесеме по точката. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 30 колеги советници, 30 за, против, воздржан нема. Констатирам дека Советот усвои одлука за утврдување потреба донесување на урбанистичко-планска документација за катастарска парцела 1103 и за дел од катастарска парцела 5058, местноста викано Поток, катастарска општина Орашец, општина Куманово. 15-та точка од денешниот дневен ред, предлог одлука за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица ХТ Карпош и дел од урбан блок 64М, плански опфат меѓу крак на улица Борис Кидрич, јавен паркинг, катастарска парцела 14926/2, улица Љубе Гачев и улица Киро Фетак, општина Куманово. Повелете, дали некој овде ке имаме дополна на детален урбанистички план, повелете, отвараме расправа по оваа точка од денешниот дневен ред. Повелете, дали некој бара збор? Бидејќи никој не бара збор, повелете да се произнесеме по 15-та точка од дневниот ред. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 28 советника, 28 за, против, воздржани нема. Констатирам дека Советот усвои одлука за донесување на измена и дополна на детален урбанистички план за дел од урбана единица ХТ Карпош, дел од урбан блок 64М, плански опфат меѓу крак на улица Борис Кидрич, јавен паркинг, катастарска парцела 14926/2, улица Љубе Гачев и улица Киро Фетак, општина Куманово. Одиме со последната точка од денешниот дневен ред, 16-та точка, предлог одлука за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица Стари Лозја, дел од урбан блок 13, плански опфат меѓу улица Ајдучка Чешма, улица Ајдучка Чешма 1, улица Ајдучка Чешма 2 и улица Ајдучка Чешма 3, општина Куманово. Отварам расправа по оваа точка. Повелете, кој бара збор? Бидејќи никој не побара збор по оваа точка, точката ја ставам на изјаснување, повелете да се произнесем. Ви благодарам. Вкупно се произнесоа 27 колеги советници, 26 за, против 1, воздржан нема. Констатирам дека Советот ја усвои одлуката за донесување на детален урбанистички план за дел од урбана единица Стари Лозја, дел од урбан блок 13, плански опфат меѓу улица Ајдучка Чешма, улица Ајдучка Чешма 1, улица Ајдучка Чешма 2 и улица Ајдучка Чешма 3, општина Куманово. Со ова дневниот ред за денешната седница е исцрпен. Ви благодарам за вашето присуство и затворам денешната седница.